Нашата општина е еден од класичните примери во кое што функционира мултикултурното и мултиетничкото општество, и ние од тој аспект правиме се да истото се расшири во сите пори на секојдневното општествено живење. Мултикултурализмот подразбира не само разбирање помеѓу политичарите, туку првенствено секојдневно функционирање на сите граѓани кои што живеат во една општина и една држава. Воедно сакам да кажам дека треба да се направи јасна дистинкција во државата, во делот на тоа што значи мултикултурно општество и дека истото не представува биетничко, туку во вистинска смисла на зборот мултикултурно. И во следниот период ние како држава ќе мора да работиме многу повеќе на тој план, бидејќи сепак покрај македонскиот народ во нашата општина живеат уште 9 етнички заедници во еден граѓански систем на уредување каде што сите имаат еднакви права и еднакви обврски. Тоа значи сите треба да бидат соодветно уважени, на секој да се слушне нивниот збор, секој да има простор да искаже својата култура и традиција кон останатите и да учиме едни од други. Токму Куманово е еден типичен пример каде што покрај македонците живеат албанци, срби, турци, роми, власи, бошњаци, хрвати, црногорци и секако ги прифаќаме и бугарите, бидејќи во последниот попис во Куманово имаме некаде околу 350 граѓани кои што се изјасниле дека припаѓаат на бугарската заедница. Во оваа прилика исто така сакам да истакнам дека доаѓаат одредени обвинувања од поединци кои што во суштина не прават разлика помеѓу поимите национализам, шовинизам и патриотизам. Сакам да испратам порака до истите дека претходно, бидејќи се наоѓаат на високи државни функции, ги разбирам за соодветното непознавање на поимите, но воедно им порачувам првенствено да излезат на избори, да добијат поддршка од граѓаните, а потоа да прифаќаат обврска да носат високи државни функции и да внимаваат како етикетираат поединци во општеството кои што добиле поддршка од граѓаните, особено во мултиетнички средини. Ова што ние го работиме овде е со поддршка од Министерството за надворешни работи на големото војводство на Луксембург, кое веќе 4 години ги поддржува нашите напори, а со тоа и напорите на градоначалниците со кои ние соработуваме. Во прв ред може да се каже Куманово е секогаш тука за нас. И исто така е дел од нашите генерални заложби, каде што ние се обидуваме како организација да соработуваме и со институциите на централно ниво. Можам со гордост да констатирам дека Цивил е една од организациите која беше вклучена во креирањето на стратегијата Едно општество за сите, која заврши со имплементација минатата година во декември, а бевме и една од организациите кои ја подготвуваат и се уште работиме на тоа, стратегијата, новата 3-годишна стратегија на државата за подобрување на меѓуетничките односи, односно стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Ние со господинот Димитриевски се договоривме во текот на изминатиот период, во подготвителните средби, да организираме еден убав настан идната учебна година, односно од септември натаму, а тоа е да направиме ликовен конкурс кој ќе биде за децата од основното училиште, од основните училишта, кои ќе носат теми кои се однесуваат на мултикултурализмот. Се разбира, ние ќе учествуваме и самите како организација, ќе се обидеме да ја мобилизираме, условно кажано, и бизнис заедницата овде во Куманово, може и пошироко, да обезбедиме убав, пристоен фонд за награди за децата кои ќе бидат победнички и победници на тој конкурс.